Многу прашања се кренаа по вчерашната пресконференција на министерот за здравство Венко Филипче, кои со Комисијата за заразни болести препорачуваат во јавниот сектор да се оди на работа само со вакцина, односно со ПЦР тест кој што луѓето кои што работат во јавниот сектор самите ќе го плаќаат. По оваа информација се јави прашањето, односно се постои прашањето што ќе се случува со оние наставници пак кои што се невакцинирани, а како што рече министерката за образование Мила Царовска, 75% од наставниците се вакцинирани, што е далеку над државниот просек. Во однос на овие прашања зборуваме со господинот Душан Томшич, советник во Министерството за образование и наука. Добро дојдовте во утрински брифинг. Добро недел. И за почеток да ве прашам, вие сте советник директен на министерката или сте советник? Јас сум советник во кабинетот на Министерката за образование и наука. И колку луѓе има таму кои што ги подготвуваат политиките на министерката? Па не, значи согласно законот може да има двајца посебни советници, значи има шефица на кабинет поред министерката, има лице задолжено за финансии, човечки ресурси, значи јас како еден советник кој што советува нели во делот и на инклузивното образование, образование на возрастни, за јакнување на капацитетите на наставниот кадар и така натаму. Значи не е голем тимот, се работи за лица стручни во определени области кои што нели ги контролираат сите оние документи кои што до крај доаѓаат на подпис кај министерката. Господин Томшич, во наредните 10 на 15 минути ќе дадете информација токму што ќе се случува со наставата, бидејќи министерката посочи дека за сега најсигурно е да се продолжи со физичко присуство во училниците. Меѓутоа, што ќе се случува таму каде што наставниците не се вакцинирани? Значи, одлуката за почеток на учебната 2021-2022 учебна година со физичко присуство е донесена врз основа на неколку фактори. Тука треба да споменеме епидемиолошката состојба во земјата, потоа степенот на вакцинација на наставниот кадар и понатаму капацитетот на образовниот, но и на здравствениот систем и на јавните здравствени установи. Значи, тоа се повеќе фактори кои што ја носат одлуката од Комисијата за заразни и понатаму таа одлука на Комисијата за заразни нели ја потврдува владата на Република Северна Македонија. Значи сите овие параметри се земени во предвид и констатирано е дека наставата треба да се одвива со физичко присуство. Тоа е се во интерес на пред се на учениците, бидејќи знаеме дека наставата со физичко присуство дава најдобри резултати како во делот на учењето, но и во делот на воспитанието и на новаа социјализација на децата во наставата, но е и најдобар метод на интеракција помеѓу наставникот и ученикот, бидејќи ништо не може да го замени физичкиот контакт во наставата. Она што е добро што досега, нели, немаме некое енормно зголемување или ширење на вирусот внатре во самите училишта, значи тоа цело време од почетокот на школската година се движи пред 1%, односно него поминува процентот од 0,3 на ширење на трансмисија на вирусот внатре во самите училишта, што укажува на фактот дека нели училиштата колку што е можно подолго треба да останат отворени, се во интерес на учениците и нивното образование, нели, и во интерес на наставниот кадар. Да, сигурно бидејќи онлайн наставата ќе се согласите можеби дека не ги даде најдобрите резултати, меѓутоа тоа беше и избрзана адаптација бидејќи никој не знаеше дека ќе ни се случува ковид пандемија. Точно мораше брзо да се реагира, да се адаптира образовниот систем на ново настанатата состојба и да нели наставата се одвива онлайн. Но сметам дека оваа година доколку се случи промена на епидемиолошката состојба, училиштата се многу спремни за брзо да ги менуваат моделите. Значи наставниот план за учебната 2021-2022 година определува 3 модели на настава. Едниот е овој сега што се случува, тоа е со физичко присуство, но доколку има зголемување нели на бројките и ширење на вирусот, особено помеѓу помладата популација, значи има уште 2 модела кои што може образовниот систем да се прилагоди на нив. Тоа е комбинираната настава, односно учениците од 1 до 4 оделение додат со физичко присуство во настава, додека учениците од 5 до 9 и оние во средните оделенија да се поделат оделенијата во групи. Значи дел од учениците во оделението да посетуваат физички во училиштето, а во исто време дел од оделението да следи онлайн настава и така да се менуваат на една недела. И третиот модел, каде што ако многу пораснат бројките, нели, доколку Комисијата за заразни болести предложи дека најдобро е сите да следат онлайн настава, тогаш комплетна онлайн настава, само учениците од 1 до 4 оделение во рамки на капацитетите на училиштата ќе продолжат да ја следат наставата со физичко присуство. Добро, откако ги апсолвиравме добрите практики, всушност што е она добро за учениците, физичкото присуство, да прашам, што ќе се случува таму каде што имаме 25% невакцинирани наставници?
како ќе доаѓаат тие на работа. Бидејќи од она што можам да го забележам при реакциите на синдикатите е дека работниците во Македонија и како имаат во моментов барем зголемена потрошувачка, платите не се доволни, па на сето тоа треба да плаќаат и сами ПЦР тестови. Јас ве прашувам што ќе се случува таму каде што има невакцинирани наставници, ќе доаѓаат на работа, ќе работат од дома. Значи прво процентот на вакцинирани наставници е 75%, што е дупло од просекот на целата вакцинирано население. Да, тоа ми е јасно. Не знаеме колку од наставниците од тие 25% веќе го поминале ковидот и имаат сертификат. Така? И ќе остане процент на наставници каде што доколку не ќе да се вакцинираат во периодот кој што следи, ќе треба да прават PCR тестови, нели, еднаш неделно за да може да ја посетуваат наставата, но ние сега не би го коментирале ова што е објавено, бидејќи тоа е став на Комисијата за заразни болести. Тоа треба сепак да помине со одлука на владата на Република Северна. Тоа ќе помине сигурно, бидејќи се што препорачува комисијата досега било апсолвирано од владата, било поддржано. Точно, ама тоа ви кажам, кога ќе помине на седница на влада, може ќе се зголеми рокот во кој што ќе се даде време да се вакцинираат наставниците. Значи, сето она што ќе важи за сите во јавниот сектор, ќе важи и за наставниот кадар, значи законските можности на секторот образование дозволуваат, нели, системот да се адаптира, да има заменски наставници за оние што не сакаат, но сепак никој не се тера на присилна вакцинација. Значи, како што разбравме вчера нели од министерот за здравство, дадени се 3 опции. Тоа се 2 вакцинации потврда, значи прележан ковид и третата опција е тестот. Да. Меѓутоа и верувам дека и меѓу наставниците во тие 25% што досега не се вакцинирале има некои тврдокорни кои што ќе речат дека моје тело, јас одлучувам дали ќе бидам вакциниран или не. Државата налага од една страна да треба да има нели вакцинација, меѓутоа на крајот има ли опасност од отпуштање можеби на наставен кадар? Не, ја не верувам дека може да дојде до отпуштање на наставниот кадар, бидејќи нема да плаќаат ПЦР тестови, една недела ќе платат, друга недела ќе платат. платат. Да, ма ги гледате еве и регионалните и европските искуства, сите викаат нели дека изборот за вакцинација е наш, но сепак вакцинирањето во европски рамки веќе се сведува на заштита при работа. Значи, колективното здравје на работниците, индивидуалното се сведува по Законот за заштита на работа и натаму оди и Европа и регионот и ние треба да се движиме натаму, бидејќи гледаме дека невакцинираните, како ги слушаме нели здравствените власти, експертите од областа на епидемиологијата кои што изјавуваат дека невакцинираните постојано нели ќе се случува да вирусот се шири, да мутира и никогаш нема да престане. Значи, единствениот можен излез од оваа епидемиолошка состојба е вакцинацијата, така да ние не може да одиме контра научните тврдења и контра на што го препорачува Комисијата за заразни болести. Како сите сектори јавни што се во нашата држава, така ќе се однесува и образовниот сектор по препораки на Комисијата за заразни болести и по одлуката на владата на Република Северна Македонија. Значи тоа што ќе го донесат како одлука, ние ќе мораме да го спроведеме. Господине Томшич, јас сум тотално за вакцинација, сум се вакцинирал и самиот, ќе примам и трета доза без проблем. Меѓутоа, сигурно дека ќе има овие се важни прашања за оние наставници кои што нема да прифатат на свој джеб да имаат да прават ПЦР тестови. И ќе бидат во едно време можеби загрозени за своето работно место. Значи, тоа ја повторам, значи се што ќе важи како одлука на влада за вработените во јавниот сектор ќе важи и за наставниците. Трите опции кои што ќе бидат или задолжителна вакцинација, или прележана потврда, или PCR тест. Значи ние не можеме да бегаме од одлуките на владата и да носиме одлуки кои што се спротивни на одлуките на владата или на Комисијата за заразни болести, а во интерес на нели зачувување на јавното здравје на населението и намалување на ширењето на епидемијата. Сепак овие наставници работат со деца. Значи, ние сакаме пред се да го заштитиме и здравјето на самите деца, кои што нели се нешто најважно во нашата држава, и тоа се и затоа ние сметаме дека и затоа е толкав степенот на вакцинација од 75%, бидејќи наставниот кадар во училиштата е свесен со која категорија на лица работи, дека тоа се деца и дека сепак треба да се заштитат и себе си, но да ги заштитиме и учениците, првенствено бидејќи образовниот систем постои првенствено за учениците, така? И наставниците се тие кои што ако кажат здравствените работници, исто е тоа ако прашате, здравствениот сектор сите мора да бидат вакцинирани. Што со тие кои што не сакаат да се вакцинираат? Кој ќе ги личи луѓето? Да го поставиме и така обратно прашањето. Значи, сепак сметам дека треба да се исполни обврската која што ќе наложи, ако ја наложи владата, не знаеме дали ќе наложи, но она што останува за сите во јавниот сектор ќе важи и за наставниот кадар. Да, иако не е задолжителна вакцинацијата во Македонија, на некој начин со оние мерки кои што се носат, да, се
се оди кон тоа да биде задолжителна вакцинацијата. Што мислите вие за предлогот на прогресивниот синдикат за образование при Сојузот на синдикати кои што велат да им се остави простор на наставниците сами да бираат дали ќе имаат физичко присуство или онлайн ќе држат настава? Значи, ние за сега нашиот став е да продолжи наставата со физичко присуство се додека епидемиолошката состојба е стабилна и додека Комисијата за заразни болести како стручен орган не предложи нов модел на настава. Значи, системот на образование брои околу 40.000 наставници и ако секој наставник ја има можноста да го бира моделот на настава, тоа ќе биде многу тешко да се искоординира и да се контролира. И сметаме дека одлуките треба да бидат системски и моделите во училиштата да бидат, нели, групирани. Кога ќе кажеме дека наставата се одвива со физичко, точно треба да се почитува дека наставата е со физичко. Ако одредени региони имаат повисока епидемиолошка, нели, стапка на ширење на вирусот, може да се направи комбинирана или онлайн настава регионално, не мора да се затвараат сите училишта на територија на Република Северна Македонија, пошто имаме некаде општини каде што вирусот така е со многу ниски бројки, зошто тие ученици не би оделе со физичко присуство на наставата, а би нели. Така да сметам дека сите овие размислувања и на синдикатите и на сите оние кои што размислуваат на различни типови на настава треба да се адресира до Комисијата за заразни болести. Комисијата за заразни болести аргументирано да испита зошто во тие региони така би се префрлили на онлайн или не, бидејќи оние прегледуваат кривата на преносот, на трансмисијата. Еве сега гледаме дека Министерството за здравство со последниот скрининг видовме дека трансмисијата во училиштата е под контрола. Дека воопшто нема некој ширење на вирусот внатре во училиштата. Потешко е, подобро е да ги советуваме учениците да внимаваат кога одат на роденденски забави, кога излегуваат надвор, кога се групираат, бидејќи има случаи поголеми на пренос на вирусот надвор од училишните згради, бидејќи многу е погрешно тврдењето да се сведува дека вирусот се шири само во училишната зграда. Тоа се случува и надвор од училишната зграда, и онаму каде што одат децата да слават родендени во затворени простори, во излегување надвор во кафеаните. Така да училиштата се оние кои што последни треба да бидат затворени, се во интерес на образованието на самите деца. Да, за крај, бидејќи ве викнав токму за овие информации, подготвено е Министерството за сите можни сценарија? Точно, да, ние како Министерство и Министерката има редовна координација со сите основни и средни училишта. Подготвени сме да ги смениме моделите веднаш штом Комисијата за заразни болести препорача до владата и владата донесе одлука дека се менува моделот на настава. Така да спремни сме да го смениме моделот веднаш на целата територија или доколку има потреба по одредени региони каде што нели ширењето на вирусот ќе биде повисоко, како што беше случајот нели на почетокот на школската година. Тетово, Гостива, Рикичево, средните училишта започнаа со онлайн настава додека не се смири таму епидемиолошката состојба за да се вратат понатаму на физичко присуство. Да. Душан Томшич, советник во Министерството за образование, ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам на поканата.